Културно-уметничкото друштво Таше Милошевски слави 70 години постоење. Таше Милошевски е роден на 20 мај 1925 година во Ресен. Тука го поминува своето детство, живее во семејство кое се занимава со земјоделие. Израснува во време во кое Македонија е под окупација. Уште како млад се издвојува со своите организацијски способности и немирен дух, кој најмногу доаѓа до израз на часовите по историја каде водел жестоки расправи со професорите. Таше Милошевски загинал на 16 април 1945 година на 20 годишна возраст во Врполје на Сремскиот фронт, во една од последните битки за ослободување. Тој период во Ресен, во време на бивша Југославија, музичкиот живот бил препуштен самиот на себе, без организирани музички групи. Културата ја ширеле надарени поединци, пеачи, свирачи, глумци, кои народниот дух, патриотизмот, обичаите, будењето на националната свест, моменти од секојдневниот живот ги опишувале преку народни умотворби, песни, танци, слики и драмски изведби. Таква група на ентузијасти кои сакаа да го подобрат културниот живот во градот после окупацијата, во 1945 година формираа драмска, рецитаторска и играорна секција, кои работеа и се вклопија во новоформираното друштво кое беше именувано по штотугу загинатиот комесар, првоборец од Ресен Таше Милошевски. Смирени, тивки, ненаметливи, како што бил и самиот Таше, беше и остана нашето мото со кое се обврзавме да бидеме во служба на државата, ширејќи и представувајќи ја македонската песна и оров. Првите гостувања ги бележи драмската секција во Охрид, Струга и Вевчани, а првото гостување надвор од државата е остварено во Поградец, Народна република Албанија, во 1946 година. Набрзо потоа, во 1948 година, во склоп на друштвото се формира 4-гласен машки хор под диригентско раководство на Кирил Христоски. Ликовна секција во 1950 година со раководител Кире Јоновски, каде преку хумор и сатира се информираат граѓаните од Преспа за актуелниот целокупен општествен живот во околијата. Музичка секција под раководство на Илчо Кунгуловски, во чии рамки функционира Блех дувачкиот оркестар од 1954 година, за кого беа веќе наредната година набавени музички инструменти со што се збогате музичката култура на градот и посебен музички инструментален состав кој одигра важна улога во музичкото збратимување со градот Струга и кој подоцна продолжи да работи во склоп на друштвото под името Распеани Ресенчани, со кои работеше Јован Ночевски. Со маршеви и пригодни композиции учествуваше на скоро сите свечени манифестации и уживаше углед во родниот град и соседството. Вака организираното друштво, преку активностите на своите секции, успеа да го зајакне културно-забавниот живот во градот. Друштвото почна да чекори кон својата слава, подготвувајќи драми и изведувајќи разни фолклорни и рецитаторски точки, како и посебни програми за пригодни прослави, матинеја и игранки. Распеаните Ресенчани во април 1983 година ја снима својата прва грамофонска плоча за југотон од Загреб со песните Марија млада невесто, Проле дојде, Шана Мана и Васе Васе. За во јули следната година да ја снимаат и втората плоча со песните Проклет да биди, Кој люби чужд ерген, За љубов на младо девојче и Преспан скоро. Подолг период, просториите на друштвото каде се одржуваа пробите се префрлуваа во повеќе објекти, како во поранешниот офицерски дом, простори од Сарајот, за 1978 година, тогашната сала на општина Ресен постане наш дом во кој ден денес сме сместени. Фолклорната секција работи во текот на сите години и настапува во Ресен и по големите преспански села. Нова страница во незината историја се испишува во 1978 година, кога најмногу по инсистирање и моткотрпно залагање и работа на тогаш младиот ентузијаст, долгогодишен играорец, подоцна кореограф во нашето друштво, а денес почесен член, Илија Тановски Фрања. Фолклорната група во склоп на Кут Таше Милошевски се возобновува и почнува да работи на многу повисоко ниво. Тогаш ансамблот добива посебна просторија, озвучување и уште истата година го реализира првото поголемо гостување во Корчула, Сојузна Република Хрватска, заедно со ансамблот Ресенчани и женскиот вокален состав. Добриот глас за успешното работење на ова најстаро македонско културно-уметничко друштво се слуша надалеку и следат низа успешни проекти, гостувања надвор од Републиката.
Во друштвото доаѓаат реномирани лица од областа на културата, како Стојче Карамфиловски, Митко Алексов, Васил Зегоманов. Се поставуваат оригинални постановки, се обезбедуваат автентични народни носии, се набавуваат нови музички инструменти за оркестарот и со тоа квалитетот на друштвото оди само во нагорна линија. Во прво време, друштвото често гостуваше на манифестации организирани од страна на нашите селеници во странство. Пошто нашето културно-уметничко друштво предничи пред многу други друштва во земјава е изобилството на народни носии со кои располага. Низ сите овие 70 години, членови на нашето друштво трпеливо собирале автентични и оригинални парчи на македонска облека од сите наши краеви, која се носила низ вековите наназад. Денес, ова наше непроценливо богатство, чувано како очите од страна на нашиот тапанар и кореограф на помладите членови на друштвото Васко Андреевски, кому негувањето, поправањето и збогатувањето на македонската народна носија му е само една од многуте задачи кои со задоволство ги извршува. Ние најголем адут во успешно представување на нашата култура и традиција на секаде во светот. Своевидна ренесанса, Кут Таше Милошевски, доживува со почетокот на председателствувањето на актуелниот председател Љупчо Пецалевски. Друштвото почнува многу поинтензивно да го презентира нашиот фолклор надвор од границите на земјава. Се зајакнуваат културните односи со земјите од соседството. Реалност стануваат и учествата на меѓународни фестивали во Турција, Измир 2002 година, Полска, Вегров 2003, Шпанија, Вилареал 2005, Турција, Бурса 2006, Унгарија, Кечкемет 2007, Египет, Исмаилија 2008, Австрија, Виена 2008, Италија, Сардинија 2009, Португалија, Порто 2011 и многу други. Километарски дефилиња, многуброен аудиториум, медиумска покриеност, искрени честитки од индивидуалци, но и официјални признанија и награди од квалификувани лица и жири комисии се веќе наше секојдневие. Од 2002 година навака, крајот на играрската година го одбележуваме со организирање на годишен концерт, на кој учество земат сите членови на друштвото, почнувајќи од најмалите цицибани, преку пионерите, јуниорите, па се до сениорскиот состав. Манифестацијата во на почеток беше дочекувана со сомнеж од страна на многумина. Денес, после 14 години од нејзино континуирано одржување, прераснува во вистинска традиција и неретко, освен соучество на нашето друштво, е збогатена и соучество на други друштва од земјава и странство. Многобројните настапи на нашето друштво не ги одминуваат и помладите категории. Наша примарна цел е културното наследство кој ни го пренеле претходните генерации. Ние да му го пренесеме на наредните. Како никогаш не би згаснуло ова најсветло жарче за постоењето на македонците низ вековите. Затоа, јуниорскиот состав во склоп на Кут Таше Милошевски редовно зема учество на фестивали и смотри низ државава, а последниве години нашите млади амбасадори, македонскиот фолклор и култура го презентираат и во странство. За одбележување се нивните учества на меѓународни фестивали во Бугарија, Унгарија, Египет. Круна на последниве неколку години на интензивни настапи во странство беше освојувањето на Златна елка, прва награда на меѓународен фестивал во Киелце, Полска 2013 година. Во иднина ве уверуваме на уште побројни, поквалитетни, повпечатливи, успешни настапи на нашето друштво, на уште помасовно учество од страна на млади генерации кои ќе бидат гаранција за продолжување на нашата мисија, на уште понапорна работа од страна на новата подмладена управа. Ве уверуваме на уште поголеми јубилеи, кои секако не би значиле ништо доколку не би ги споделиле со сите вас, македонците во земјава и надвор од неа, и сите други љубители, поддржувачи на македонскиот фолклор и култура.